е нејзина прва стихозбирка, а нашата установа, покрај тоа што ги промовира најновите остварувања на веќе етаблираните автори од македонската книжевност и книжевностите на другите етнички заедници, промовира и афирмира млади автори кои првпат се представуваат пред пошироката читателска јавност. Маја Трајковска е една од нив. Еден немил настан во нејзиниот живот, во наплив на емоции, кај неа отвара ново поглавје во животот, творечно. Така Маја создава нова приказна за препознавање, а тоа е стихозбирката Една љубов. Верувам, почитувани присутни, дека откако ќе ја прочитате, стихозбирката нема да ве остави равнодушни, бидејќи истата представува бисерен извор од длабината на душата, од длабината на нејзината душа. Песните се живови на душата, знаци избоцкани под кожата. Кога ќе се земе книгата в раце, пораката на песните е на самата корица. Се преплетуваат белата, црната и црвената боја. Авторката во песната Црно и бело пее. Белото е чистота права. Црното е за мракот во душата. Црно и бело е се во душата моја, зашто нема кој шарење да стане. Од првата до последната песна во стихозбирката, Маја ги покажува своите емоции. На почетокот од стихозбирката, наместо предговор, таа ќе забележи: сите овие стихови што во Гевдан се нижат еден по еден, секој за мене посебно е вреден, затоа што од душата со емоции се излеани. Во сите стихови, строфи, ги отвора тајните врати на своите соништа, копнежи и сеќавања, поврзани со нејзината загубена љубов. Авторката ни се обраќа во јас формата, со што го потврдува своето автобиографско женско писмо. Љубовта е во основата на повеќето песни. Таа е неповторлива и незаменлива, па оттука и постојаното обраќање до прво љубениот нејзиниот починат сопруг. Збирката е дневник за љубовта, исполнет со слики и доживување од моментот кога си ветиле вечна љубов со саканиот. Ми вети со устните твои свети, дека дури сум жива, ќе немам ранети крила. Ветениот збор ми звони во главата. Ти си ми се, јас немам друг. Не. Колку што е љубовта вознес и возвишување, колку авторката ја глорифицира вечноста на љубениот субјект, колку повеќе натежнуваат спомените, толку повеќе стиховите и песните добиваат димензија на тага и болка. Поетесата како субјект постојано во сите стихови ја следи осаменоста. Одминуваат денови, месеци, години, а по нив, како сведожба, остануваат спомените и сеќавањата. Следен збор, авторката создала своја приказна за помнење и препознавање. Јас повеќе нема да должам. Сега ќе ве препуштам на авторките, кои што ќе се произнесат за оваа стихозбирка. Тоа се Ана Костадиновска и Нана Костадиновска. Повеќе. Добро вечер на сите гости присутни во салата. Добре дојдовте на оваа денешна промоција на книгата Поезија, насловена како Една љубов, чиј автор е младата и надежна поетеса Маја Трајковска. Кога размислував што би напишала за отварањето на оваа промоција, не можев а да не помислам на храброста, мудроста, силата и вербата што оваа жена ги носи со себе. Покрај тешките времиња што и надвиснале на плеќите и товарот што како самари го пара грбот, таа оди напред по патот, цврсто и одлучно, носејќи болката со себе. Знаете, не е лесно да се напише стих или песна за да се издаде книжевно дело. Збор по збор, стих по стих, солза по солза. Сами на листот се запишаа 80 песни, преточени во книгата Една љубов. Нас
Авторот на книгата ја објаснува и нејзината внатрешна содржина, која Маја во своите песни ги имаше забележувано најпрви на нејзиниот телефонски апарат. Секогаш кога ќе имаше некоја нова песна, јас ја имав честа прва да ја прочитам и давав критика за истата. Но верувајте, без скромност ќе кажам дека секој стих, секој збор во мене будеше длабока емоција и не можев а да не искажам воздишка и тага по читањето. Едноставно не можев да поверувам дека овие стихови се токму од Маја напишани. Кога прв пат прочитав дел од стиховите на Маја, прво што помислев е дека од нив би излегле прекрасни балади, испеани од моќен глас. За од тој миг да ја дадам мојата целосна поддршка во издавање на книгата. Од толку многу песни кои Маја ги напиша, не можевме да се одлучиме кои песни би ги објавила во нејзината прва книга. Затоа што едноставно сите имаат тежина, чија содржина длабоко ве трогнува. Некоја ве прави среќен, некоја тажен, некоја ја доживувате и се пронаоѓате самите, предизвикувајќи кај вас чувства кои не се опишуваат и кои може само да се доживеат читајќи ги песните, а секое читање повторно и повторно ве тера да се навратите, повторно да ги прочитате. Авторот на книгата Една љубов во исто време е издавач на истата, која се печатеше во печатница Алфа 94, а за внатрешниот дизајн и ликовно-графичкото обликување беше одговорен господинот Никола Симовски. Колку што е важно секоја книга да има содржина и течење додека ја читаме, исто толку е важно да има добра и корица, која со визуелниот ефект ќе го привлече секој читател. Самата корица е графика рачно нацртана од авторот на книгата Маја, а графички е обработена од господинот Александар Полизовски. Корицата истовремено самата ни ја прераскажува приказната која се случува во внатрешноста на збирката. Младата дама која седи крај брегот на реката во овој наш прекрасен град, љубена, осамена, токму на купата, говори со сонцето и месечината, барајќи ја звездата која силно свети на небото, вечно чекајќи ја изгубената љубов. Сега би сакала да прочитам две песни кои мене лично ми оставија голем впечаток, како надоврзување на зборовите кои вечерва овде ги споделив со вас. Песни кои во себе имаат силна порака, а тоа е љубовта. Алтан, алтан душо, алтан срце, ми велеше баба. Од пазуви се крие една желба драга. Внуче мое, кога ќе се влюбиш во некого лудо, може да се случи чудо. На жежок камен да ставиш срце да гори, со него и ти ќе изгориш. Слушни го сега старово срце што збори. Не треба да му одговориш, само ветеното да го исполниш. Пеперутко моја мила, овие алтани од дланкиве мои, тебе ти ги дарам како последна желба моја, да стојат како дар за свадбата твоја. Еден алтан за тебе, еден алтан за него. Два алтани се бројат, дечиња да се родат. Да бидете здрави сите и убаво да ви минат дните. Желбите на бабата моја се исполнија, а остана само болка во гради да тежи и еден алтан во долапчето старо. Откако тој го изгуби алтанот свој, од тогаш не е повеќе мој. Остана само еден алтан беден, кој повеќе не е вреден, од баба што ми ги дари за свадбените звона. Еј, еј, судбино моја! Втората песна која би сакала да ја прочитам е Прва љубов. Ти, прва моја љубов, пеперутко во гради, што трепериш по очите негови драги. Исправи гордо снага, дури си млада, сите да видат, колку љубов имаш во себе, откако тој не е со тебе. Ти, прва моја љубов, длабока како окно, прва среќа,
што се гледа на лице, чиста како вода од изворот, толку блиска, а сепак далечна. Никогаш нема таква љубов да се раѓа, како кога бевме млади и такво предавство од како ме остави. Ти, прва моја љубов и последна, што во срцево те носам, прва среќа што мразови стопи, од тебе со љубов се опив. Друга нема како тебе, чиста како снегулка бела, што паѓа на рамена. Сега за тебе душава е камена. Со текот на времето се ќе се избрише. Се е ново, само тагата ќе е иста и љубовта моја чиста. Во продолжение, драги присутни, ви ја најавувам нашата вечерашна гостинка, писателката Наде Костадиновска, автор на романот Три рози, да го искаже своето видување за книгата и авторот на поезијата Една љубов. Вам помал заповед. Добро вечер. Задоволство ми е што сум дел од вечерашниот настан. Чест ми е што Маја ме покани да бидам гости на промоцијата на незината прва збирка Поезија Една љубов. Гордост е за секој човек кога ќе успее своите чувства и мисли да ги преточи во пишани зборови на парче хартија. Но уште поголемо задоволство и гордост е кога истите тие парчиња хартија ќе создадат книга. Кога прв пат ги прочитав стиховите на Маја, во мене оставија длабоки траги, побудија чувства на љубов и тага, но и вистина за она што всушност е животот. Првата песна која што Маја ми ја даде да прочитам беше Дамата со марама. Од тогаш ја подрев Маја незините песни да ги преточи во книга. Вечерва ќе се обидам да најдам зборови со кои што ќе ви ја представам нашата поетеса и незините стихови, но верувајте, сите зборови се премали кога во раката ја држиме незината една љубов. Затоа само ќе се обидам. Маја е жена, мајка, чија што судбина е претворила во поетеса. Тажната животна приказна Маја е преточила во стихови. Стихови чии што зборови се исполнети со низмерни љубовни чувства, со преголема молка, со неизбежен копнеж, со неправо. Стихови во кои Маја преточила сите незина љубов, дозволувајќи на зборовите да ја носат тежината на незиното срце. Тежина голема како планина. Тежина тешка за да може да се стави на плетите на една кревка жена како што е Маја. Кревка, но во една многу силна за своите синови. Скршена од болка, но ставена да се соочи со едно од најголемите таги во животот и да мора да продолжи понатаму, оставајќи ја единствената своја љубов во незиното срце, во незините мисли и незините песни, запишани со пенкалото на незаборавот. Љубов неизмерна, незаборавна. Тоа сепак ја прави Маја силна жена. Жена која носи, понатаму ќе носи сета љубов во незиното срце. Незините песни се толку искрени, исполнети со чувства, напишани во тишината на незината душа. Песни од кои ви навираат солзи. Песни кои не оставаат равнодушен еден човек. Всушност, колку и да се обидувам да ви опишам, нема да успеам. Моите зборови нема да бидат доволно силни, доволно полни со емоции. Доволно да се опише Маја и незините стихови. Па затоа ќе ви прочитам две од незините песни. Првата е Дамата со марама. Секогаш на станицата стара стои една дама. Посамена на клупата трошна, во рацете држи една крошна. Крошната е со цвеќиња полна, наредена цвет по цвет. Во букет што очите ги плени, да го земеш и од мирисот да се опиеш. Дамата секој ден во исто време чека да пристигне возот точно на време, да се качи во вагонот број 5 и тивко да седне на сепаре. Кога во вагонот се качи, солза почна да ја мачи. После неколку станици слезе, се упати по патот трошен, покрај црквата мина и во вечниот му стигна. Над мермерна плоча
цвеќето го стави. Еднаш почна свеќи да пали. На каменот црн почна да му збори, не барем тоја слуша, да си излече душа. Под мермерна плоча лежи момче младо, што рано ја напушти дамата со марамата. И втората вес. Црвен конец судбината во игла стави, извезе вес на кошули стари. Со црвени светови на реверот награди, ми облече невестинска руба за млади. Скутник со колца да ја красат, тенкавите става, за да ме гледаш, колку сум млада и убава. Наместо руба снага да краси, дојде време судбината клета да раздели во прекрасни цвета. Мојата со црвен конец везена, твојата со црн конец навезена. Везени везе судбина клета, со црвен и црн конец, нека си проклета. Што либе ми зема и повеќе го нема. Ке чекам до века да дојде пред порти, да отвори врата, за повторно да сме како два цвета судбина пролета. Благодарам. Сега ја повикувам жената за која вечер вас насите овде. Нашата драга Маја Трајковска, творецот на ова прекрасна дела, да ни се обрати овде пред сите нас и како само таа уме да ни отвори душата и да ни презентира дел од своето книжевно дело. Уверена. Бакаш пред официјално ќе кажам добро вечер на сите, ама ако ве гледам дека плачете, ја ќе плачам. Добро вечер на сите мои блиски. Добро дојдовте овде и сега. Да присуствувате на оваа моја прва промоција, на оваа моја прва книга, Поезија една љубов. Со надеж дека нема да биде и последна. Им благодарам на Ани и Наде за искрените зборови кои вечерва ги искажаа за мене и со своето учество во промоцијата ја збогатија поетската мисла, преточена во зборови, презентирани овде пред присутните во сала. Едно големо срце со благодарност ќе испратам на моите најблиски, на моето семејство, на жената која ми даде живот, која ми држеше во пазот. Мојата муза, една и единствена, мојата мајка, мојот прекрасен татко, а посебно на мојот најмил брат, кој има голем удел во издавањето на книгата и кој ми е најголем поддржувач и критичар кога го имам, додека пишува. Тука и мојата втора мајка, која вечерва не е овдека, али многу би сакала да е, на која сум би бескрено благодарна што е овде до мене. И во ова невреме, таа е мојот пријател и другар. И на мојата најдрага Сека, која е овде, која има срце големо, на кој му благодарам што го чува моего. А воедно и на останатите членови од семејството им благодарам и му патувам едно големо ве сакам. Нивните сугестии верувам дека беа исправни и вродија со плод, кој е ведене со овде пред сите вас. Го промовираме, а тоа е оваа книга која држам в раце, насловена како една љубов. Си велам, зошто ја имам оваа книга, кога го немам него? Зошто ми се случи таа после него? Поубаво ќе беше да ја нема во дланкава, само да го чува во преградка. Но тој остави потомство. Нашите мили чеда, Филип и Петар, мојата радост, мојот живот, мојата гордост. И после него, тие се моите срца две, кои чукаат воедно. Затоа што ова срце е мое, без нив е безвредно. Те сакам најмното. Искрено тој излегува од душава. Посилно од мене. Секој момент ме прави горда што го има во животот мој и несреќна што го изгубив за секогаш. Кажувајќи го мотив и содржината на песните, би поделила со вас една мисла, која те излегува од душава. Морам да ја кажам, а воедно цитирајќи дамата која мене ми е моја сакана. Сама ќе се препозна во зборовите. За една жена во животот се вели дека е успешна,
кога ќе засади едно дрво, ќе се оствари во улога на супруга и мајка и ќе успее да напише книга, а ти, маци, ги имаш сите тие, живот е дела за себе. Продолжи понатаму. Иако си сама, чекори цврсто на патот, биди посилна, похрабра. Иако судбината не те милувала ни малку, остави се во спомените. Чувај ги во себе, потисни ги под пазувите и слободно оди ги чекорите. Ова охрабрување ми даде сила и мотив да продолжам. Ме понесе низ времето, додека во себе имав наплив од емоции и мисли кои умеев да ги преточам во зборови, кои течат. Течат како стихови и никогаш не се откажувам, затоа што морам да научам како понатаму сама. А треба, не само за себе, туку и за нив и за споменот негов, да го направам ова кое толку вечерва го правам. Знаев дека ќе успеам, затоа што по природа сум борец. Цврста душа која храброст има да преброди до крај, да истрае во тешки денови, што на плеки лежат и премногу ми тежат. Јас знам дека срцево никогаш нема да ја преболи една љубов која чувствувам во гради, уште од деновите млади. Таа е првата и последната, мојата среќа и несреќа, радоста во очите која блика. Сега гледате каква судбина животов ми наслика. Од мен ми излезе сета емоција на љубов, тага, бес, гнев, желба, мака, почит, загуба на едно битие многу драго. Сето тоа што на градиве ми беше наплив од емоции, го напишав на хартијата која трпи се, та и оваа моја преполна глава во која не ми се ствара. Чувствувам потреба да посветам и споделам со читателите љубовни стикови, кои верувам дека половина од човековото битие, барем еднаш во животот, ги почувствувале на својата кожа, на овој или на оној начин. Имале слична животна приказна, еве може токму како мојава. Доколку би ја имале стихозбирка во една љубов во својата домашна библиотека, кога ќе почувствуваат желба да останат сами, нека оваа книга за љубовта, која има во себе срце, капки солзи капени, преточени во стихови, кои ја имаат душава, ги млечи рани, иако останат како мене сами. Ви благодарам, мои најдраги, роднини, другари и пријатели, што бевте целото ова време со мене, што ми давате подршка на мене и на моите деца. Ова никогаш нема да го заборавам, секогаш ќе гледам да го возвратам и надополнам. Му благодарам на господинот Никола Симовски за ликовно-графичко обликување и обработка на текстот, со што се створи преубаво книжевно дело, на кое многу сум горда и верувам дека ќе допре до читателите. Исто така се заблагодарувам и на господја Јованка Велјановска и на останатите... Како? Така е, добро, така ми кажа дека се извинете. И на останатите вработени во Домот на културата Кочо Рацин во Скопје, кои несебично ме поддржа и ми помогна во оваа моја прва промоција во просториите на нивната институција. Со надеж дека и во идниме ќе имаме успешна соработка. Сега сакам да ви прочитам една песна од стихозбиркава и верувам дека додека ја слушате, ќе сватите зошто срцето мое плаче секогаш кога ја чита една љубов. Ви благодарам. Ќе читам песната Среда. Среда. Последната вечер пробав разделбата да ја спречам. Велиш, оди си, што поскоро ќе задоцниш. Со мене се ќе биде добро. Погледни, стана се кобно. Во среда, која треба да биде среќна, тогаш мојата тага се отвара, срцето ми го раствара. Тогаш небото вратите ги отвори, а јас црно облеков, за разделба се спремив. Последен пат пред олтарот да се збогувам со тебе. Зошто? Зошто побегна од мене? Велат, луѓето се пронаоѓаат после известно време, но јас не знам дали би те пронашла тебе. Ние мразевме разделби,
ноите разделени сме. Ние љубевме, ноите љубени не сме. Во среда, кога среќата бега, во среда, кога цвеќето цвета, во среда, кога грбот ми го сврте, во среда престана да чука ова лудо срце. Во среда јас црно облеков, во среда солза капна, во среда љубов згаста. Во среда небото се отвара, во среда ковчегот се затвора. Во среда јас црно облеков, во среда од љубовта се збогува. Оставам простор да подигна некои прашања на гостите на поезија.